Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на Тунел. Животот е крајно непредвидлив. Изненадувањата доаѓаат секогаш кога најмалку и очекуваме. Велат, убавите изненадувања го продолжуваат животот, лошите го јакнат карактерот. И во моментите кога се соочуваме со разочарувачки и шокантни сознанија, силата на волјата и вербата во светла иднина е токму она што ни дава елан да продолжиме понатаму. Токму вечерва за силата и страјноста да се продолжи и да се види светлата точка од крајот на тунелот, на моје големо задоволство во емисијата Семејството Токич. Добро вечер за Никола. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Добро ми е драго што ќе бидеме заедно вечерва. Повелете и добро вечер за мама Лиле. Добро ни дојдовте. Ви благодарам на одзивот. Повелете. Убави луѓе и вака позитивни во тешко животно поглавје би рекла. Тема за која вечерва ќе зборуваме е нешто што како условно речено изненадување или состојба вам во животот ви се случи пред неколку години. Вие имате борба со вашето здравје. Точно така. Со рак на лимфните жлезди. Рак на лимфните жлезди, да. Поточно морбус Ходжкин лимфом. Диагностицирана ми е во 2007 година. На 19 години ми скочија како некој топчиња од левата страна на вратот. И ги приметив сам, но не осеќав нешто, значи бев силен све. Како да ми се повлекува и после неколку месеци пак ми излегува. И викам ај да ја кажам на мајка ми, и кажав, се исплаши и отидовме на доктор во војна болница тогаш. И докторот вика не сте за тука, значи треба да отидете на хематологија. На хематологија отидов, еден драг професор ме прими тамо, каде што ми рече дека треба да направам биопсија и пункција на жлездите, на топчињата да се утврди што е тоа. Кога направи пункција и биопсија ми диагностицира морбус Ходжкин лимфом. Тоа е рак на лимфни жлезди. Веројатно шокантно ви беше сознанието, со оглед на тоа што претходно вие бевте млад, здрав човек. Млад, здрав човек, каде што не пушам цигари, не пијам алкохол, здраво си исхрана, спортско дете сум, имам тренирано фудбал, така е, фитнес, занимации, значи секаков спорт. Какви се тие први моменти на сознание дека навистина нешто сериозно не е во ред со вашето здравје, а до тој момент, како што велите, живеете здраво и на крајот на криштата ниту едно апче за можеби не сте пиеле, не сте консумирале бидејќи сте биле здраво дете. Стварно ми беше тешко. Ми кажа дека треба да ми прават исто така и биопсија на коскена срцевина. Бев многу исплашен дека првпат ми се случува тоа, не знам што да правам со себе си. Ми рекоа дека ќе примам 12 циклуси на терапија. Се сложив све, ама никогаш не сум бил да се откажувам и да паѓам, значи, во депресија, така. Секој сум бил позитивен, јак човек сум бил. И ќе се борам до крај. Извинете, вака што малце емотивен човек сум многу. Нема никаков проблем, се работи за живот, се работи за здравје. Точно така, да. Вие сте млад човек и веројатно се тоа и не може да не ве погоди. Точно така, и не може да не биде емотивно и да ни капне по некоја солза, и тоа е човечки, а сега човечки да отвориме темата, да зборуваме за оваа дијагноза, за тоа која е вашата голгота низ овие години, што се ви се случува и едноставно да апел се најде решение да токму луѓето кои имаат ваков проблем во оваа ситуација или имаат ваква дијагноза, да се најде полесниот пат како би можеле да функционираат, бидејќи решение на крајот на криштата, односно има со терапиите кои што вие можете да ги примате и кои што ви се неопходни за да функционирате непречено. Точно така, да. Мама Лиле, само мајка веројатно. Јас ќе почнам борец мајка. Да се бори како лавица, велат, нели, во овие моменти за своето дете, за неговото здравје. Тоа е нешто посилно од душата и од срцето. Пред се, многу фала на поканата што не поканивте. Имам да кажам, јас за мојот син, секоја мајка би посакала вакво дете. Тоа е едно храбро, борец дете. Не значи да си борец, да бидеш каратист, да се тепаш. Борец, да се бориш против една тешка болест. Дете кое што секогаш мене како мајка ми вика, мамо, све ќе издржам, биди храбра ти. Ја викам, не се секирај сине, све ќе биде како што треба. Мора да бидеме борци и да издржиме. Откако му се појави првиот пат болеста на вратот, на лимфничко топче, јас бев нормално загрижувачка мајка и викам, шо е ова вака, викам, сине, што имаш на вратот? Ништо ќе ми помине. Ај, викам, ќе одиме на лекар. Го однесов.
За среќа, благодарност на доктор во 8 септември, доктор Санде Стојановски. Тој ми е толку драг пријател на мојот сопруг. Он не упати директно во клиниката на хематологија, на цела несреќа и среќа, одма брзо действувавме. Вика, ова обавезно, вика, да одите, вика, на хематологија. Отидовме на хематологија, одма ни кажаа биопсија да му направиме и патолошки му правеа, му го вадеа тоа и од тогаш му открија дека има морбус Ходжкинов лимфом. Значи, откако се откри болеста, ни дадоа 12 терапии, ги прими тие терапии. Откако ја прими терапијата, значи сите тие 12 циклуси, он добар беше. По некое време, по една година и нешто, тоа може да го препуштам на Никола, на мојот син, он да си ја опише својата болест, пошто он е борец, вистина голем борец како дете, кое што се соучи и знаеше, он беше свесен дека се работи за таква болест, а до последно, до сега, до пред некој ден, откако више излаз се наоѓа за овој лек, он не се предаваше и вика, мамо, јас све сум знаел овие години дека јас имам таква болест, ама ти, мамо, како мајка, не сум сакал, вика, да ти кажам, за да не се плашиш. Ја викам, јас све сум знаела како мајка, и јас тебе не сум ти кажувала. Значи, еден со друг сме си ги држеле тајните меѓу себе и сме се бодреле како мајка и син, денови кои што поминати и со смеа и со солзи, како да ви кажам, со болки, затоа што хемотерапиите не се едноставни да ги примаш. Он не се предавал до последно, од секогаш бил борец и уште е борец. Тоа е едно Божјо дете, што вистина од срце посакувам секоја мајка да има такво дете. Со верба во Господ ќе постигне, мислам, све затоа што е искрено верувам. Злато дете, не дека е побаравте одговор, односно дали нешто е посреди за да се диагностицира, односно да се дојде во ваква состојба, која е, да речеме, историјата за да се појави токму оваа диагноза кај Никола? Ви соопштија нешто, дали има нешто во врска со генетика или не? Баравте? Доктори кои доктори, они викаат не се знае од што се појавува пак поново се враќа болеста. Ја викам, ние го чуваме здраво, го испрануваме све. Да. Не знам од што, вика, ова е имунолошко, значи може во моментот имунитетот, али ние отидовме и правевме испитување, значи тоа е и од овие два вируса. Никола ќе каже, тоа се двата вируса кои што ги испитавме. Едниот вирус му беше излечен, тој е Ајнштеин-Бајровиот вирус, така беше Никола. И цитомегалот вирусот, и тамо праќавме исто, значи ние све со наши финансиски средства, кое што не ни се прибиваше на фондот за рефундација. Правевме и 2 пати PET скен, кое што исто не ги признава фондот за рефундација, средствата. Значи, како секој еден родител се жртвува за своето дете, за да му биде здраво и нормално е тоа. А што се враќа болеста, он до душа ги прими сите можни протоколи. Овој лек сега што треба он да го прима, овој лек го нема на тендер, значи во фондот. Овој лек треба да се распише наводно тендер, па фондот да го стави на позитивна листа за да го земат. А овој лек е толку ефикасен затоа што не е токсичен, тоа е антитело кое што ги уништува малидните клетки во ткивото. И ја како мајка и мојот сопруг и нормално со благодарност на мојата свекрва и мојата золба, која што они не бодрат цело време 8 години, мојата свекрва и мојата золба, немам зборови за нив. Уз моето дете се во секој момент и во добри и во лоши страни, да ви кажам, и тоа е една позитивна работа која ти дава некој сила за да во таков момент како родител бидеш храбар и да издржиш. И моравме на ваков начин да идеме со донации, затоа што вистина немаме финансии. Тоа се он треба да прима 3 циклуса, кое што тие 3 циклуса треба 3 терапии, ампули да прима во еден месец на 3 недели, а една ампула е 4000 евра. Суми кои што на вистина кое што не можеме вистина како така да се најдат или да рече човек дека дај Боже да се има за да нели воопшто не се размислува за финансиите. Ама не само тоа, значи треба после тоа да се направи контрола, едно снимање треба да се направи, PET скен, до каде е болеста, дали е исчезната скроз, дали е малце и останато дел. Во првиот период ми рековте од кога ја примивте првата терапија од
12 беа? 12 циклуси беа. Циклуси? Беа тешки моменти, стварно. Знаеше да имам гадење, да ме боли желудникот многу. Исто така, значи кога се прима хемотерапија, тоа е една, како да ви кажам, да се изразам, атомска бомба. Значи она уништува и здрави и нездрави клетки. И им треба време на клетките да се регенерираат. Па имаш гадење, не можеш водата не осеќаш, храната не можеш да јадеш, но сум се изборил со тоа, сум бил упорен и исто така... Потоа ви беше подобро? Да, подобро, многу подобро, да, бев и на снимање, не само на пет скен, туку на КТ компјутер, на абдомен и на торакс, и тамо ми кажа дека немам ништо, скроз сум ми чистен. И после неколку... Во Аустрија бевме, тогаш го правевме тој компјутер и пет скенот во Аустрија, која му се појави првиот пат болеста. После неколку години пак му се врати болеста, тоа беше на 2 години, па пак ушедашка се ја врати. Немаат објаснување зошто се враќа? Не знаат докторите да кажат што тоа скроз е ќе се чистам и неминовно. ќе се врати, ама еве последниот пат што се борам е малце по, како да ви кажам, поагресивно и затоа се потребни овие ампули. Не ми терапиите... Ајде, со заеднички сили ќе си замине, за секогаш ќе си заминат. Јас знам дека ќе си заминат. Да, ама ќе ги спратиме во неповрат овие лоши... Али братчето ќе му биде на цела несреќа, многу сум среќна мајка, што неговото браќе е донатор. Што ќе наследи ген од неговото браќе. Да, и ќе има идентични клетки. Ќе стигнеме многу информации за кратко време ми кажавте, ќе стигнеме веројатно и до овој момент. Сега претходно малку Никола за животот пред болеста. Пред болеста. И нели кога најмалку она што треба и најмалку човек размислува, посебно во тие најубави млади години кога велиме за здравието, условно речено, или за болестите. Тогаш сте полетни, имате елан, светот е ваш, грабате со полни пуки. Сега ќе ви објаснам како. Значи, сега ќе испадне дека се фалам ја. Многу добро дете сум. Не сум сгрешил на никого. Многу сум искрен и многу сум чувствителен. Емотивно дете сум. И многу сакам да ги гледам луѓето околу мене среќни да се. Значи, сум поминал многу и сум видел колку е тешко да страдаш. Сакам друго сега да ви кажам. Многу сум бил секогаш загрешен, секогаш сум поѓал од тоа, сум ставал секогаш на душа, кога ќе ги слушам пример моите родители дека нешто не оди, дека нема некоја работа, па ќе си ставам на душата, па да им помогнам све тоа. Значи, бев одличен ученик. И сакам да кажам, средно школа заврши во Петете ДСУ Здравко Тасевски. Учев, работев. Значи, ние имавме собствен бизнис. Имавме мини маркет, каде што јас секогаш им бев помош на моите родители. Секогаш. Значи, здрава една средина во смисла да ги научите децата да работат и да заработат. Да заработат, навика. да. Сум, значи, и 2 пати, 3 пати имам, 2 пати, еве, нека едно одмор, имам спечалено сам пари. Значи, да ми двојат, ја да си ги двам во пликови и да си отидам на одмор. Сакам да ви кажам, сум знал да не одам, кон другите деца, пример, да останам да спиам и да одам одма директно во школа. Не, сум знал да станам со бајле во 6:30, да го отворам дуќанот, да оставам мојата мајка да се одмори, мојот татко, што секогаш биле борци, значи работеле, значи се труделе за нас, секогаш ни давале све што ќе посакаме во животот и животот така и шетање, другарство, девојчиња, значи тоа има се повторно ќе има. Ова е само еден голем животен предизвик за вас. Велат некогаш нели за храбрите има поголеми животни искушенија низ кои треба да поминат. Некој веројатно план има за вас одгоре кој што ви е вака скроена, вие треба да го изодите и за на крајот вистински да уживате во благодетите на животот кој ќе ви следи, со вашите најблиски, со здравје Боже, семејство кое ќе си го оформите и ќе пренесете дел од сето ова што го кажувате како гени, како карактер и така натаму, па во друго издание ќе зборуваме ете за тие моменти. Многу ме трогнавте искрено. Емотивна е тунел многу често емисијата со разни животни приказни искушенија, но мислам дека ова е една од оние најемотивните низ кои вака и лично сум поминала. Секоја чест за повторно ќе речам здравата средина и семејството кое го имате како семејство и за односот еве вака кој го градите и сите овие моменти кои Никола ги пренесе, тоа може само во таква средина каде што гледа од родителите да прими еден ваков карактер и едно вакво однесување. Сега акцијата е голема, ангажирани се вашите пријатели поприлично. Многу, да.
за да се дојде нели до До финансиите, до целта која е потребна за да вие примите оваа терапија. Повторно ќе речам, дај Боже, верувам, навистина верувам силно дека ќе овој пат биде пресек еден во оваа борба која вие имате. Што е она што најмногу го погодува човек кога, односно што сваќате дека кои се оние најважни моменти во животот кои можеби ги пропуштаме кога немаме ваква животна борба или предизвик? Нели, кога веројатно со ваков сериозен животен предизвик човек ќе се соочи, ја сваќате минливоста и неважноста на оние моменти кои нам во одреден момент ни се чинат дека се многу важни, дека можеби озборувањето од луѓето треба да ве погоди, дека колку се има или се нема е она што нели е најважно моментот. Во тие моменти веројатно многу појасна станува сликата за поентата на животот и за вистинските вредности. Ја сфативте, ги добивте иако ви е многу рано тоа. Да, не сакате да ја како што ве разбрав, дали тука да се гледа пријателството како таа? Како ви се расчистија нештата? Што е поентата на животот? Кои се вистинските вредности? Што ви значи ви вам кога ќе се соочите со ваков сериозен живот предизвик каде што се работи за живот? Јас мислам, мислам дека све е менливо во животот. Не мора да значи да имаш пари и некој да те сака. Треба да си човек, пред се човек, да го почитуваш и да те почитува. Ако можеш да помогнеш, да ти помогне. Ако има, ако нема, пак ќе го цениш и ќе го поштуваш. Али кога ќе дојдеш до ваква гледна страна во овој момент како што сме ние, највеќе можеш да ги видиш пријателите и роднините. Верувајте ми, ова ви го кажувам од срце. Борец треба во ваква ситуација кога се наоѓаш, поготово која е во прашање за дете, само едноставно гледаш какви биле некогаш луѓето, некој како те искористувал на некој начин, од друга страна имало и пријатели што ти искористувале. Има пријатели што и ден денеска ми се јавуваат и прашуваат. Некои не знаеле. Они мислеле дека еднашка бил болен и не му се враќала болеста. Ама не сме ние, например, такви луѓе, вака имам проблем со детето или било што. Не сме имале во моментот потреба да бараме помош. Додека моето дете не искочи на телевизија, верувајте ми, во Канал 5 го имаше, тоа го правевме прилогот. Почна и со донациите што ги направи, благодарност неговата другарка од Црвен крст, кои што се они вистина јако големи борци, и неговата прекрасна девојка што она го бодри толку години, што она не се откажува, тоа е една огромна љубов. Верувајте ми, љубов која што не може да ги одвои никој. Јас сум толку стрикна, некогаш па ќе ги карам, ама викам више колку сте досадни, еден до друг не можете, викам само еден кревет, две двој. Ама она е големата поддршка, верувајте ми, на моето дете. Љубов како што знае да помогне вистинска, како што дава енергија. Верувајте ми, е права љубов неговата. Срекник сте што имате таа девојка покрај вас. Да, многу голем. Љубов и фамилијата. Рековте неколку години? Скоро 4 години. Значи, во фазата кога вие бевте болени, започнавте љубовната врска? Да, точно така, да. Да, затоа што ја, додека кога ми се појави повторно, и тогаш бев на јаки хемотерапии и дури ми направија автологна трансплантација. Ми направија од јас собствен донатор бев и успешно беше све. И све како што ме поддржа, ми даде голем утеха, многу љубов и многу среќа. Многу е битна, стварно е многу битна љубовта. Секогаш сум зборел дека љубовта е нешто посилно од се. Но како не таа рака што веројатно ќе ви се подаде во тој момент и таа топлина која само вие двајца ќе си ја почувствувате? Да, и никогаш нема да го заборавам тоа. Што и да се деси во животот, никогаш нема да го заборавам тоа. Секогаш ќе бидам благодарен. Секогаш. Огромна љубов, да ви кажам искрено, еве ја како родител и родителите нејзини, значи се стално вика наш Никола, родителите немам зборов. Сега Никола стана наш на цела Македонија, тако чувство имам. Голема поддршка, ова го кажувам воопшто вака, мислам фамилиарно, а за луѓето од страна имам многу голема благодарност. Преголема благодарност што ни се најдоа во ваков тежок момент. Верувајте, многу е тешко.
Треба да се избориме и мислам дека све ќе биде како што треба. Ќе биде. Оптимистички малце треба да се размислува. Затоа реков и на почетокот, она што значи силата на волјата и вербата во светла иднина многу значи за помош во ваквите состојби. Реков Никола, сега имам чувство дете на Македонија, покрај Никола има и други кои имаат оваа дијагноза. Може ли малку околу дијагнозата вие веројатно како паталец во моментов повеќе сте информирани и за луѓето околу вас? Чинам дека имаш уште една млада девојка, позната пејачка која во моментов исто е на терапија, се правеа хуманитарни акции, се организира за помош. Орнела беше? Орнела, точно така, да. Се организираше, да, веќе Орнела го прима... Комуницирате во смисла, нели? Не сме комуницирале све. Но пратите? Да, пратам и запознен сум. Она го има исто примано антителово што треба ја да го примам, брентоксимаб. И многу и посакувам здравје, среќа. Значи, супер е. Така разбрав дека е супер и од срце посакувам да оздрави. Да оздрави и да оздравиме и да се видиме негде да прославиме заедно. Ево овде ќе ве спојам во тунел. Кога ќе завршат вашите голготи, ќе сакам да ви видам овде, да зборуваме за плановите кои ќе си ги имате за воиднина, големи, на вистина борци. Имам и сега план исто од голем. Сега ќе ви окажи. Сакам да кажам дека Здружение. Сакам да направам здружение, да ги бидам председател, да биде граѓанско здружение за помош на лица кои се болни од морбус Ходжкин лимфом. Ќе видиме како што, значи сега ми е целта први да се изборам за да го набавам лекот кој се вика брентоксимаб ведотин и понатака. Која е следната етапа? Сега нели се собира средства заради терапијата која вие рековме неопходна, од клучно значење, средствата се навистина поприлично многу. Следната етапа која е, за да добиеме некаква слика или нели што следи како организација сакате да Да, која ви е следната? Споменавте за пресадување, тоа сакам да ми го кажете. Обавезно, значи сега значи во денеска ќе има организација во Чао кафе. Во Чао кафе, значи ќе има едно изненадување кое што не смеам да го откријам. Нема да биде интересно. Да. Ако кажи сакаме да расипиме врска, може ќе сакате одат и они на гости тамо. Видовме дека ќе присуствуваат доста луѓе. Многу им благодарам за хуманоста и за тие што ме познаваат и за тие што не ме познаваат. Многу им благодарам и ветувам дека ќе се борам, дека ќе дадам се од себе и дека на крај ќе победам. И сакам на таа забава да не се испуштаат солзи, него солзите ги чуваме за среќен завршеток. Тука ќе ги испуштиме денес сите, нека биде крај со солзите. Точно така, да. Ама солзите стануваат и радосници. Да. Мислам дека солзак секоја мајка ќе испушти едно дете, температура да има, па е уз него, а не на ваков момент. Ама секоја солза од лошо да биде да заврши секој крај со добро. По терапијата потребно да се направи што? За да бидете во... По терапијата, значи, одам на снимање, на петскен, да видат докаде ичезната болеста. Ја се надам дека ќе биде искрос ичезната. И малце да има, вика, дел од незе, ќе се направи трансплантација од мојот брат, и после трансплантацијата ми предложуваат уште неколку ампули, но отом потом. Да се стигне до ова. Значи направивте тестирање и излезе дека компатибилна, идентична? Да, идентична. И неколку пати ми е правено исто така биопсија на коста. Колкав е вашиот брат? Братот мој е 23 години. 23 години. Како се вика? Ивица. Да. Поздрав и до Ивица. Фала многу, сакаше да дојде, но малце срамежлив. Тоа поише на татко му, на мајка му не. Ќе даде мама некоја фотографија за да го покаже. Нема проблем. Јас имам прекрасни ангелски деца. Тоа се злато, јас сум голем другар со децата. Во овие ситуации сакам и за оние веројатно кои имаат сличната животна борба, да споменеме околу храната, околу начинот на живот, што се менува. Така. Значи околу храната многу внимавам. Многу внимавам, значи стварно внимавам. И затоа секогаш многу другари ми викаат како може тебе да ти се врати, колку здраво се храниш, ми вика. Значи секогаш се придржавам, значи не само кога примам хемотерапијата и тоа кога е здраво и ќе се опуштиме сега и ќе јадеме фаст фуд или било што. Значи не, значи секогаш се придржавам за храната, обавезно кога ќе станам мојата мајка, мојата баба исто што ја поздравувам, обавезно ми прави сок од морков, цвекло и јаболка, обавезно, и после тоа
викам, абе, колку ме оптеретувате, викам, толку, викам, сокови, и после обавезно цитрон, ѓумбир, натре, различен сокови. Обавезно сакам тие сокови да ги внесам прво мене, па после, кога ќе ми се пријаде нешто да каснам, да. За ручек обавезно варена храна, обавезно варена. Се дешава некогаш душата и од сабајле да ми посака да јадам омлет. Не тоа никако штета, ама тоа го правам со маслиново масло, да. Месо избегнувате? Избегнувам сега месо, многу месо избегнувам. Сакам пилешко, ама го избегнувам. Сакам поиќе сум насочен кон риба. Кон риба сум насочен. Мед, како што кажав, ѓумбир, куркума, што не пробам, да. Еве и земав неколку само денови, ми кажаа да земам, ете убаво било сода бикарбона за прочистување за такви работи. Еве баш са бајлето почнав со тоа и се надам добро ќе биде. Мислам за прочистување на организмот. Исклучително содата. Со лимун и со млака вода и да. И тоа мал се врие, почекува се врие и се пие. Кога мајка ќе се најде во ваква ситуација, веројатно си бара чарење од сите страни. Бара да си помогне пред се на своето дете и да го види здраво повторно на нозе, како што рековте, во онаа форма во која вашето дете и било. Сте оделе варијанта на некој алтернативна медицина, бабини лекови, еве дел од нив ги спомена. Да ви кажам, аз слушнеме лек ние обавезно сме го правеле. Све што е на природна база сме пробале. Затоа што викаат лекот е некаде ич пари, а не знаете каде. Значи, од алоe вера, од тоа, све можно што е природно сме му правели. И ден денеска јас ги правам лековите, значи, нема штета од тоа. И професорите и докторите немаат против алтернативната медицина, никогаш не ми направиле една клиника, што морам да дадам една многу голема благодарност на оделението на хематологија, почнувајќи од професорите, од професорот Борче Георгиевски, професорот Александар Стојановски, Оливер Карамфилски, доктор Злате Стојановски, доктор Лазе, да не ги набројувам, и сестрите, и болничарите, и хигиеничарките, многу не почитуваат и многу не сакаат и они се жртва за моето дете. Ама ете сега што не се криви што лекот го нема кај нас, они верувам дека да го има тој лек и да е на тендер, дека они би спасиле многу човечки млади животи. Затоа што секој си поаѓа како од себе како родител. Детето е цвет на младоста, убавина, да го гледаш да биде среќно, весело. Кога е детето среќно и мајката е среќна. Апсолутно. И родителот, како да кажам. И поентата е тоа да ги ставиме понас, да бидат печат на она што сме биле нешто ние, или да речеме дел од она што ќе живее по нас. Возрастните кога веќе си ги имаме децата. И така да бидат нештата со ред. Да се продолжува традиција и они утре ќе станат родители. Каде си баравте утеха искрено и сега вака пред Никола ќе ве прашам, веројатно секогаш пред него не сакавте да кажете или да покажете кога ви е најмачно, кога ви е најтешко, вака ќе пролеете по некоја солза, но она најмачно и најтешко во моментите не сте сакале, верувам, да го покажете пред него. Ке се сокријам, верувате ми. Каде си ја наоѓавте таа оддишка да ви олесни вам малку бидејќи е? Ќе ви објаснам сега, пошто малце ме трогна ова. Јас само се кријам. Ќе дојде по некоја солза, моето дете стално вика, пак плачеш? Ја не плачем, ќе се забришам, како секоја мајка, што сака детето да не се секира. Обично навечер, кога ќе легне, имам еден дел така од мојот дом, како еден вид капелница, као црквичка, и тука имаме многу икони. Што мојот сопруг е католик, а јас сум православна. Значи не правам никаква разлика меѓу киповите и иконите, за мене е све тоа едно исто. И тука ќе застанам и само со солзи молам што нешто е појако од мене. И викам, Боже, Господе, ти го препуштам моето мило чедо во твоите Божи расце, води го ти како што мислиш. Ако мислиш дека треба да правиш, да оди во рајот, нека оди. Како мислиш, на тебе го оставам. Биди в него, нека биде волјата твоја. Да бидеш ти негов заштитник. И моето дете е многу голем верник. Верувајте ми, он сега ќе ви кажи,
Он нон-стоп моли, он моли за фамилија, за здравје, за среќа, да нема кавга, сега има некаде испади исполни, ќе се скараш. Ама све тоа треба да направиме турбуленција, да функционираш нормално, да не се нарушуваат брачните односи. Сериозен е притисокот. Да. И мора да се издржи, треба да има многу мудрост и храброст и сила за да се истрае во една ваква состојба. Зборувам конкретно и за во семејството. Секој не знае исто да се носи со емоциите, со тој животен предизвик. Затоа е важноста да бидете сплотени веројатно и да може да се изборите онака храбро што велиме до крај. Ми споминавте за вербата, за вербата, да. Многу голем верник сум, многу голем верник. Ево тука само да извадам нешто. Сакам да им кажам на извинете, од десна страна. Сакам да им кажам на сите болни што се. Секогаш ова го носам со мене. Многу голем верник сум. Значи ме знаат, јас сум католик. Одам во католичка црква. Многу верувам во Исус, во Господ, многу верувам. Секогаш го носам кога примам хемотерапија и му викам Исусе, ќе се измачам, викам. Ти си се мачал за нас народот. Ама немој да ме зимаш, молим те, желба имам да живеам. Само те молам за едно здравје. За здравје кое знам дека сите имаат желби, ама еве, мојата желба е само здравјето. Ако треба и сиромаше направиме, ама здравјето врати ми го, викам. Сакам да им кажам на сите болни, да се молите, да верувате во Господ и во Исус, во Мајка Божја, во Света Марија, во сите светци, во Света Петка, и да не се откажувате и да се борите, да бидете позитивни, што секогаш кога примам хемотерапија, одам позитивен, силен и ги бодрам сите околу мене. И дури им пуштам музика и сите знаат како сум и што сум. И дека сум многу хиперактивно дете, многу позитивно дете сум и зборам како навиен. Кажи. Брзо зборам многу. И сите така со мене. Тоа сакам да им кажам. Молете се и не се откажувате. Молитвата е, зашто ја верувам дека овие 8 години многу хемотерапија, премногу хемотерапија, само мојот враг Исус ме чувал. Верувам во тоа дека тоа е тоа. Ќе ве чува и ќе ви чува до крај, ние не ве даваме. Ќе се бориме, ќе бидеме тука заеднички да се бориме. За вас, луѓето кои имаат сличната или истата мака со вас, да го немате, да ја немате таа голгота барем околу лековите кога зборуваме или она што ви е неопходно за да се победи оваа конкретно диагноза и оваа болест. Секоја чест за истрајноста, секоја чест повторно ќе речам за и позитивниот момент кој кај вас се уште владе и превладува, иако вас ето многу емотивно, ќе ме прогласат за плачка на годината, но човек не може нова никако да остане рамнодушен. Никако. Кои ви се плановите и визиите за понатаму? Сакам и тоа да ве прашам. Бидејќи знаете како некогаш велат, кога гледате подалеку во тунелот, мене ми е тоа асоциација за емисијата, и си велите таму е таа светла точка, ќе дојдам ја до неа. Сега е малку темно, ама светлина има на крајот од истиот. Секогаш сум викал на мојата мајка само да го поминам ова и да не дам работам. Многу имам голема желба да работам. И сите да се горди на мене. Ја имам дипломирано на Универзитетот Гоце Делчев Штип. По дипломата, значи дипломиран менаџер по бизнис логистика, да. Значи имам доста предмети поминато, значи осигурување, царина, меѓународна трговија, секакви. Имате желба нешто посебно да работите во животот? Имам желба, многу сакам да бидам некој менаџер на некој маркетинг нешто да работам. Да, зашто секогаш кога сум зборил некојаш за кога сум зборил со некој ми вика дека многу си таква ти е звездата, представителен, збориш многу, само за маркетинг си стварен. Имате харизма и енергија која секој човек ја има во себе, но веројатно кај некој тоа доминира, се препознава, се двои некој во толпата. Сега тоа мора да го признаеме дека е навистина така. Сите сме се нели различни табиети, но кај некој е тоа поистакнато што велиме и веројатно кај вас бидејќи е навистина го приметив само што влеговте на вратата во студиото. Веројатно таа харизма ве прави секогаш одам насмеан, секогаш не се откажувам. Нема што и секогаш си микам во мене дека треба да. Тешите ли вие на моменти пријателите кога ќе можеби видите сега овој период
кога вие имате болеста, се соочувате со животен предизвик, кога ќе сватите зашто се нервираат, каков проблем во моментот имаат. Извинете, уште еднаш. Ги тешите ли, велам, вашите Да, пријатели? да. Кога ќе видите со каков проблем всушност се соочуваат, знаејќи го вие вашиот проблем, нели со она со што се соочувате секојдневно. Обавезно, значи имам и многу добар другар од малецки растени, он се брка исто многу работи вака цело време, а тазе значи жене, значи сопруга и детенци има малецко. Ангелче му е детето и ќе ги остави, му се деси да детето му е со температура, он дојде вечерта да види што како да направиме нека организација, а детето со температура со татко му и со сопругата. И му викам, брат, остави мене, ти си имаш детенце. Значи, јас сум голем, ќе се изборам. Детенцето оди, ти треба да бидеш тамо присутен. Значи, сакам да кажам... Вие сте срекни што ги имате вистинските пријатели, да. Значи, во ова тежок период видов кои ми се, стварно, вистински пријатели, значи, кои се бори со мене. Нека се помалку на број, но нека се вистински. Вистински, да. Не е важен бројот, велиме, нели, важна е искреноста и посветеноста на пријателите. Во вакви животни предизвици од круцијално значење да ги имате вистинските луѓе околу вас и вистинските пријатели. И да се избориш до целта, многу значи за да дојдете до целта и да победите. Точно. И ќе победиме. Само напред надежта последна изумира. Така е, а позитивноста која има кај вас, ја препознавам дека нема да нема предавство, не. Сите и не ги гледаме и не ги класираме луѓето према нација. Нашето срце е отворено за секого. И душите ни се така. Ние сме цела фамилија така. Стигнал до тука, не се откажувам. Нема да се откажете. Не се откажувам. Сакате да си оформите семејство свое? Го споменавте другарот кој има? Многу сакам семејство, да. Многу сакам семејство. Се надевам дека све ќе биде како што треба, ќе се излечам све и дека ќе си имам дечиња. Многу сакам, секогаш сум сакал да имам, еве ќе кажам, сестричка. Моите не можеле тоа да го сеат, ама многу сакам првото некој дете, знам дека секој машко сака машко да биде, јас сакам да имам ќерка. Да ви даде Господ не една 5. Ама кој ќе му даде, ја ќе им го земам кој е ќерка, нема да им го давам да го чуваат. Баба многу значи, баба сервис, верувате ми. Од искуство многу значи кога ви се тука при рака и кога ќе имате каде да ги подоставите по некогаш и половина час. Така е, нека се само здрави и живи, Господ да ги чува од лоши работи. Бабите се за тоа. И неговата баба исто многу го чува и него и брат му. И ден денеска е околу него баба му Божица да ја поздравам. На кој сте најмногу благодарни кои ги имате околу себе? Баба, ја поздравуваме сите. И тетка Маре. Тета е тука. Они се на прво место. Поздрав во студиото. На прво Сакаше тета да си пушти некоја солза позади камера. Голема до сите благодарам, до многу пријатели, до девојчето, значи многу имам поддршка и многу сум среќен што сите се околу мене и со мене ја водат битката. И фирмите ни помагаат. Уште еден ни апел даваме, тоа ни е поентата денес во емисијата, меѓу другото, да отвориме темата, односно да споменеме зборува за оваа диагноза која се јавува кај луѓето, младата популација, чинам дека малку процентуално, иако не бира возраст и слично. Многу се појави у задниве периоди, неколку години, многу е морбус Ходжкиновиот лимфом и нон-Ходжкин лимфом. Се појавува од 19 до 30 години. Неминовно е тоа, значи тоа е болест која што ако ја фатите на време се лечи. А кај некого може еднаш кога се појави да остари, на старост од друга болест да почини. А има кај некој тоа е независно од самиот организам што се појавува повеќе пати. Па јас имам еден апел како еден родител, пошто бидејќи моето дете е било и лежело и лежи уште на клиниката на хематологија, државата да преземе колку е можно мерки за вакви млади, посебно луѓе во вакви ситуации како што е моето дете неколку пати што се враќа, да се преземе мерки да се набави тој лек, затоа што лекот не може да вреди повеќе нешто од еден непроценлив млад човечки живот. Јас лично како мајка така ги гледам работите, не знам, а друго немам што да кажам. Јас имам да речем дека броевите за донација ќе ги видат нашите гледачи. Знам дека имаме како земја навистина луѓе со широки срца, со желба да помогнат, да даруваат. Имаме и ние едно мото дека малку за некого е навистина многу значи. Веројатно и оние кои не гледаат и малку подалеку, сум имала такво искуство во емисијата, знаат малку да даруваат за некого што ќе значи многу. Тоа ни е поентата, реков и на денешната емисија. Имаме еве акција во моментов со собирање на средства за да се истера терапијата до крај, за да може да имаме еден епилог од
моменталната ситуација. Господ е еден и никогаш повеќе да не морате да го слушнете зборот ниту хемотерапија, ниту проверки нели околу вашето здравје, она за што ќе треба да одите кога ќе треба да си ги дочекате вашите потомци во болница, од срце ви посакувам. А вие како баба да одите. Благодарам. Само тоа да го чуете. Многу благодарам. Дека сте добиле внуци, дај Боже правнуци да се исчекате. Нека бидат овие минливи епизоди во животот на секој од нас, едни животни искушенија. Никогаш повеќе да не го зборуваме ова, туку реков следната средба да ни биде за убавите моменти со кои се соочувате и предизвици животни, да си ги исполните вашите визии, очекувања за животот. Реков дека не ве даваме, на крај ќе се гушнеме и топло. Драги мои, реков телефоните за донации ги има, да си помогнеме, не знаеме кому, кога ќе ни затреба помош. Многу е важно да сме сплотени како еден во ваквите животни моменти, бидејќи значат живот за некого, тоа што можеби ние во моментов како малку ќе го одвоиме наше внимание, наши средства и така натаму. Забавите се актуелни од вашите пријатели кои постојано ги организираат. Уште еден поздрав до нив и секоја чест за нивната ангажираност. Мама, вие сте една храбра жена, еден борец, Славица, мајките се обично такви. Пролеавме по некоја солза, но реков на крај нека бидат само солзи радосници. Поздрав до целото ваше семејство, ви благодарам на искреност и емотивноста вечерва во Тунел. Ви благодарам и на вас на поканата. Светлата точка да ви се појави. Ви благодарам. Многу ви благодариме што не поканивте, што бевме дел од вашето студио. Немој да ни замерите нормално, солзичките се радоснички и тоа е нормално, емоциите така доаѓаат. Да си олесниме на душата. Се олеснуваме. Истото мислење го. Само да се прегрнеме, Никола. Пријатели и семејство сме сега? Да. Ки се наоѓаме. Ви благодарам многу, Лиле. Благодарам и на вас и пожелувам сина љубов. Ви благодарам, драги мои, за вниманието. Малку невообичаена завршница на Тунел. Реков светла точка, за секој од нас нека има во премијажата животни кои ни се појавуваат. Ви благодарам за вниманието и за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Благодарам на поканата.